Добре дојдовте во уште една епизода на Femcast. Моето име е Илина Пејовска-Затуровски, а моја гостинка во оваа епизода е Адријана Ристовска-Ангелковски или попозната како Just Adri. Адријана е млада македонска жена која живее во Сопот, Полска, а по потекло е од Гостивар. Моментално работи, гради кариера на Upwork и секако преку нејзиниот Instagram профил, каде што во оваа епизода ќе поразговараме токму за тоа, нејзиниот успешен Instagram профил, нејзините вебинари за Upwork, преку кои споделува знаење и трикови со сите кои сакаат да работаат фриленс, и за нејзиниот планер за благодарност и секако нејзините идни планори. Адри, добре дојде, многу импресивно звучи твоето професионално портфолио. Како си денес? Здраво, добро те најдов и фала ти на поканата. Па да ти кажам, вака ти кога ќе го кажеш сето наеднаш, многу интересно звучи, прв пат го слушам. Фала ти, иначе добра сум, се надевам дека и ти си добро. Да ти благодарам на прашањето, одлично сум. Па добро, ајде вака да започнеме со едно прашање, баш прво за Upwork. Како се одлучи да почнеш да работиш преку Upwork? Еве, кажи ни ја твојата приказна. Дали беше скептична на почетокот и што те привлече најмногу да работиш преку Upwork? Искрено почнав за тоа што морав. Морав. Ми беше некако единствената опција во моментот, затоа што до тогаш работев со ногти, додека живеевме во Гостивар, и потоа се префрливме во Скопје, зашто сопругот работеше таму и да не патува, и планот ми беше да отворам салон за ногти, за педикир во Скопје. Но само што се преселивме, почна короната и некако не ми беше периодот за отварање нешто. Често се враќавме во Гостивар за пак да правам ногти и такви ствари, ама не беше тоа поентата, зашто се преселивме Скопје и реков мора нешто да најдам, затоа што беше напорно, на секои 2-3 дена одевме во Гостивар. И имам завршено бизнис факултет, ама никогаш немам работено ништо во врска со тоа, затоа што не ме привлекувало. Ме привлекувале до тогаш само ногти, затоа што ги работев од 16-17 години, им беше интересно. Ама зашто тоа не беше опција во моментот, баравме солуции со брат ми, со сопругот, што би можело да се работи, затоа што брат ми е програмер, сопругот е веб дизајнер и некако можев да се вклопам во нешто, затоа што ги имам слушано нив, некои такви технички поими, значи нешто сум знаела, ама никогаш конкретно немам работено. И тогаш почнав малце да го анализирам Upwork, повише го советував сопругот да почне, затоа што тој има многу искуство као UX дизајнер, и така паралелно како што му зборував нему да почне, почнав да разгледувам и јас. И тој беше поголем скептик. Ја бев сигурна дека може да се најде работа, значи 100% си викам, чим милиони фриленсери ни светот да работат, зашто не можеме да работиме и ние. Само сигурно треба време и трпение, затоа што за Upwork и за сите такви мрежи, прво е дека да, таму не може да се фати клиент, многу е тешко, ама не е тешко. Значи, првиот некој ситен проект го фати Дејан одма, го фатив и јас одма, буквално јас со никакво искуство претходно. И баш тоа го почнав од што морав, после ми стана интересно, затоа што паралелно си правев за мене некои такви quotes, цитати, сама ги дизајнирав за на Instagram профилот и ми стана интересно сето тоа и почнав да барам слични ствари на Upwork и најдов. И работам успешно, еве, 1 година на Upwork, имам клиенти што биле краткорочни, некои се уште работам со нив, еве, од тогаш. И тоа е тоа, затоа ме нервираат сите кога ќе речат не е можно таму да се работи, можно е, ама треба време. Апсолутно, за се во животот треба време, а и оваа твоја приказна е навистина инспиративна. Еве, ние сме и колешки на некој начин, и со тебе и со твојот сопруг. Јас сум UI UX дизајнер по професија, тоа го работам. Многу импресивно и многу инспиративно во секој случај, секако и да се решиш да работиш на тој начин на територија која што не ти е позната, треба и храброст, би рекла. Да. Преку твојот Instagram профил, како што веќе спомнавме, Instagram е една мојна алатка во денешницата. Ти навистина добро ја користиш. Инспирираш, помагаш и охрабруваш многу луѓе, посебно последно време со вебинарите кои ги одржуваш за тоа како да најдат работа на Upwork. Еве, дали мислиш дека твојот профил на Instagram одигра клучна улога во тоа и како започна таа цела приказна со споделување на вебинарите и на советите и така натаму? Искрено почна онака, не знам ни како почнав да ставам ствари за Upwork на Instagram. Знам, нарачав некои книги, почнав да ги читам и имаше доста информации што и јас не ги знаев. И
првата слика кога ја објави, видов дека има многу голем интерес и ми беше криво што луѓето во Македонија стварно имаат интерес да заработат повише, да заработат полесно, на полесен начин, наместо да работат цел месец, може многу лесно да ги заработат истите пари и за неколку дена, ако се во некоја професија што е барана. И кога видов дека има интерес, си викам, зашто да не, ќе објавувам такви некои информации што се корисни. После тоа, Моника Ризовска, може би ја имаш на Инстаграм сретнато или не, ме контактираше да бидам Upwork ментор во склоп на еден проект и за тоа бев искрено многу скептична, затоа што викам, јас немам искуство, не знам, 5-10 години со фриленс, за да се осмелам на некого да го пренесам моето знаење. И таа ми рече, не е битно, гледам дека ти е интересно да ставаш ствари на Инстаграм, имаш желба да го пренесеш знаењето, значи не е клучно само искуството. И се мислев дали да прифатам или не, на почеток не знаев дали се плаќа, дали не се плаќа, не ми беше битно, ми беше некој предизвик. Затоа што со самото тоа кога почнав да споделувам информации за Upwork на Инстаграм, видов дека има интерес и си реков можда некогаш во иднина, да, и би можела да обучам луѓе и слично, но тоа ми беше многу далечно. И кога почнавме, требаше да одбереме група, колку сакаме луѓе, и поентата беше пола од нив да фатат клиент до 1 март. Некој нормално од старт се гледаше дека не беа заинтересирани, дека им беше терет сето. Тоа се откажа, ама тие што работеа стварно си фатија клиенти и уште си работат на Upwork, дали завршиле со нив, продолжиле со други, не е битно, битно е дека успеав. И тоа ми беше као и мотивација за после да почнем со вебинарите, затоа што порано не бев толкава самодоверба, не бев толку самоуверена и не ни можев да зборувам опуштено вака пред многу луѓе последно. Ама кога почнав да работам со девојките во групата, видов дека можам и почнав да одржувам и вебинари, кои нормално се бесплатни. И првите вебинари посебно имаше, да речеме, беа пријавени 300 луѓе, нормално, кои на се што се пријавуваат, од нив првиот пат се вклучи околу 150-60, што не е малце, мислам, за мене е успех да зборам пред толку луѓе. И досега мислам дека имам одржано 5 или 6 вебинари и планирам, затоа оставам малце простор, ако дојде некој нов на профилот, да разгледа, се запознае со мене, оставам простор, ги одржувам барем на 2 недели вебинарите. И спремам сега нешто ново, спремам книга на македонски за Upwork, затоа што нема. И тоа ми е криво, сите ме прашуваат кај да најдам литература, кај нас нема. И ми беше супер можност и ми е интересно и тоа да го правам, треба да излезе, се надевам, до крајот на месецов. Чекај малце, ова е ексклузива, значи. Да, ова е ексклузивно, ова никој не го знае, освен блиските. Добра. Мислам дека значи во моментот кога ова е подкаст епизода ќе биде достапна на каналот, книгата веќе ќе е излезена, така што ќе ставиме и линк во описот на епизодата да може да си ја купат и секако до твојот профил. Фала ти. Имам уште неколку такви идеи што се поврзани со Upwork. Скоро ме контактираше една девојка дали сакам да ја менторирам на 1 на 1. И ми рече нормално не сакам да е бесплатно, ама стварно сакам да успеам. Следно и тоа ми е во план, би сакала да снимам и некој курс за да го имаат да го купат, ама пак чекор по чекор, не може се наеднаш. Да, апсолутно. Твојата приказна е да восхити, многу е, значи во животот навистина треба многу малку храброст понекогаш за да се осмелиме да направиме нешто што ќе ни го смени животот на подобро. Мојата омилена книга која што ми овозможи навистина да направам големи потфати во мојот живот, Храбри наместо совршени, од една импресивна, исклучителна жена, Решма Саџани. На сите им ја препорачувам, посебно на младите жени и девојки, ми ги отвори очите за тоа колку сме навистина способни кога ќе скокнеме во непознатото и кога ќе се охрабриме, затоа што не е се во совршенството, понекогаш навистина треба само малку храброст. Да, само секоја чест, Адри. Фала ти. Знаеш дека бев во Македонија, еве ја и сега работам со луѓе што се во Македонија. А ме беше интересно како овие идеи не ми текнаа додека бев таму, најверојатно зашто фокусот ми бил на глупости, не ми бил на ова. И само што дојдовме овде, почна некако да ми се отвараат такви можности, ми дојде идејата со дневникот, ми дојде идеите со Upwork и некако не знам, се е поврзано. Буквално се е поврзано. Најверојатно ти требало промена на средина и оној шифт на перспективи што сите понекогаш ни е потребен. Или јас тоа како што сакам да го наречам, кога некоја потешкотија ќе те снајде во животот и веднаш ја менуваш перспективата. Таков момент на просветлување имав јас откако прележавме корона и
добив некоја сила поинаква, да речам, Да. да ме води напред. Знаеш, кога бевме Скопје, до тогаш многу несвесно ги имам и сватив дека многу несвесно го имам живеено животот, онака по навика, како и сите. И кога отидовме во Скопје и не сакав да прифатам тоа што се дешава општо со корона, дека нема да ми успее со салонот се, и сите ми беа околу криви, додека брат ми еден ден не ме соочи. Значи тоа ми беше најтешкиот период во животот што го имам, што толку лошо никогаш се немам почувствувано, затоа што се чувствував као се што правам ништо не оди. И тоа беше така као некој поврзан круг што немаше крај, мислев јас дека нема излез. Додека брат ми не ме соочи, окей, имаш проблем, треба да се превзема неколку чекори за тоа се да го средиш. Не може се наеднаш, нели се прави чекор по чекор. Тој многу ми помогна, значи тој ми помогна највише и сум му најблагодарна на свет што буквално ме извади од тоа што викам најцрната дупка во животот. И као тогаш некако стварите почна, стварно има решение за се. И од тогаш почнав да ги гледам работите свесно, што можам и јас во моментот да направам. Никој друг не ми е крив. Ниту политика, ниту корона, утре може да се случи нешто пак што нема да зависи од нас. А ние сме тие што реагираме соодветно или несоодветно на работите. И сега кога да ми е таков некој период, си викам, окей, ако ова тоа што треба го поминам за нешто добро да се случи, ќе помине, не може да не помине, значи се поминува. И од тогаш почнав така буквално сите ствари да ги гледам и е многу полесно. Да, така е апсолутно, но сепак и самата како што кажа, треба да се дојде до таа точка да го сфатиш тоа. Многу е важно да имаш систем на поддршка. Јас апсолутно секогаш што го велам, луѓе, човек кој ќе ти помогне да прогледаш на некој начин, но работата секој човек треба да ја направи сам за да свати дека навистина е способен за се, само ако го свати тоа како нешто за кое што не треба во моментот да се нервира и дека подобри денови навистина доаѓаат ако се потрудиш да ги направиш сам подобри. Точно, така е. Да продолжиме сега, би сакала го спомна и дневникот, навистина е уникатен, посебно тука во Македонија, а сега и книгата што ја пишуваш за Upwork, заборавив да ти кажам, ти посакувам многу успех со тоа, многу ми е мило и да знаеш дека ќе ја купам веднаш да ми излезе. Нешто спомна за планерот. Како дојде до идејата да направиш собствен планер и кои се следните планови на тоа поле? Јас користам баш планери. Ова е дневник на благодарност, затоа го потенцирам толку затоа што многу не прават разлика и кога ќе го нарачаат мислат дека е планер, на крај се сватат дека е дневник. Брат ми имаше купено на подарок дневник на благодарност баш во тој период и многу ми помогна да станам поблагодарна. Значи општо ние сме така воспитувани што секогаш сме биле благодарни на се што имаме, никогаш не сме замерувале на родителите дали можеле поише, дали не можеле. Не е ни битно. Ама некако со дневникот, со тој што ми го поклони брат ми, некако станав многу посвесно благодарна за многу помали работи што ги имаме во животот и мене лично ми помогна. И после исто видов шанса во Македонија дека нема дневник на благодарност, дека беа се планери. Во одредени планери имам видено дека има дел да напишеш дали афирмација, дали за што си благодарен во денот, ама акцентот е на планирање ствари. И сега видов дека пазарот ни е презаситен од планери, затоа што после јас го користев на тој The Daydream, сите го знаат тој планер, и после него излегува многу слични. И затоа видов можност дека на македонскиот пазар фали дневник на благодарност. Знам дека сега таа тема тек кај нас почнува да виѓа актуелна, за жал, во светот, нели, работа на себе и самосвесно живење е актуелно многу одамна. И прво ми дојде така идеја, ми беше искрено прво на почеток страф, дали ќе успее, дали нема да успее, ама реков, секогаш сме такви, имаме идеи, нема да ги реализираме и на крај никому ништо, си викам, морам да пробам, ништо нема да изгубам. И супер дневникот поминам и подобро од што очекував јас на почеток. На почеток кога го правев, више кога почна да се продава, знаев дека ќе се продава, затоа што пак гледам сите работи што ја ги правам да имаат некој мој печат. Значи тоа да не е само од нешто ископирано, зашто реално сите идеите ги добиваме од нешто или од некого. Посебно кога нешто на нашиот пазар нема. Ама пак сакав да има некој мој печат и затоа толку се изнервирав скоро кога видов дека некој пробал да го ископира. Не ми е проблем да излезе друг дневник, можеби излегол после тоа, нема врска тоа со мене. Ама тоа е јас што го имам направено, што сум вложила труд, љубов, внимание и се.
ми е многу криво некој да проба да го ископира. И Гласувам. тоа е тоа со дневникот. Следно, за годинава планирам. Имав некои проблеми, затоа што дневникот е многу голем. Сакав да е со дебела корица, никако не можеше, зашто сакав да биде со спирала. И излегува такви некои проблеми, затоа што никога се немам соочено ниту со печатници, ниту со такви ствари, што знам точно годинава што треба да поправам. Планирам и планер годинава, планирам и уште некои такви производи што се со тоа поврзани, ама тоа го оставам сигурно за крајот на годината, затоа што сега фокусот ми е во целава година Upwork. Одлично. Да, се сеќавам на инцидентот, нели сега беше брзо, посебно за луѓе кои што работат во креативната индустрија како мене и тебе, и кога ќе направиш нешто што е свое, нешто за кое што си вложил труд, како што кажа, навистина е разочарувачки ако видиш дека некој ти го преземал во целост делото. Точно, инспирацијата е една работа, но копирањето е сосема друга работа и мислам дека многу добро се разбираме во тој поглед. Одлично, многу ми се допаѓа плановите кои што ги имаш и ти посакувам да ги исполниш сите, посебно и за ширење на тој асортиман, како што и самата кажа, фалат таков вид на дневници во Македонија и изборот навистина беше и се уште е мал, за жал, и по книжарниците, ако отидеш, повеќето се обични планери кои што одржат само слики за мотивација и така некои работи. Одлично. Дали сега со оглед на тоа дека профилот ти е се популарен, дали Инстаграм го гледаш и во иднина како дел од твојата кариера? Искрено да, ама не го гледам во тој поглед како сега да станам класичен инфлуенсер и да рекламирам производи, такви ствари, во тој правец не. Го гледам како некое мое место кое нормално ќе ми помогне да ги рекламирам моите производи, она што го правам во моментот. И најголемата поента на целиот мој Инстаграм профил од првиот ден кога го отворив, а тогаш беше за цитати, за книги, ми е чисто луѓето да видат и нешто позитивно во текот на денот. Затоа што влегуваме на Facebook, се е негативно, од коментари, од постови, од портали, 90% од информациите се негативни. Голем дел од профилите на Инстаграм што ги имам видено, мене лично ми се фейк и јас сум искрена и тоа многу знаат да ми го замерат, ама реално е така. Ретко кој инфлуенсер, и затоа некој кој ќе ми рече ти си прав инфлуенсер, некако зборот инфлуенсер почнува да ме нервира, затоа што кај нас има скроз поинаков контекст. Не инфлуенсер само некој што има влијание дали да ја купите вие оваа ташна или овие штикли. Значи има некој може и не е инфлуенсер некој што има многу фоловерси. Може некој да има 1000 фоловерси, ама да има многу добра поента на профилот и да е многу поголем инфлуенсер од сите останати со по 40.000 фоловерси и слично. Апсолутно се согласувам. Затоа, значи сакам да ми оди во тој правец, луѓето да можат од мојот профил да учат. И да гледаат малку по-позитивно и по-свесно на животот. Знам дека можда некои ми замеруваат што често акцентот е секогаш на нас и ние сме одговорни за се во животот што правиме и тоа е факт. Јас знам дека тој факт на многу не им одговара, ама тоа е целата поента. Кога ќе го сватиме тоа во животот, многу полесно ќе ни одат сите работи, планови и се што сакаме. А се додека ги кривиме другите, нема ништо да направиме. И затоа Инстаграм го гледам како дел од мојата кариера, ама највише како место на кое луѓето можат да учат. А во правец на рекламирање такви ствари, утре да стигнам до тоа да треба да рекламирам некого или нешто, стварно би размислила 100 пати што и дали би рекламирала некого, затоа што пак тоа одлика на мене. Нели се среќаваме последно, баш профилот мој финансии често комуницирам со девојката, нели често зборува за инфлуенсери кои рекламираат брзи кредити. Значи тоа знаеме дека е нели за пари, на сите им требаат финансии се, ама некако не знам, пак треба да се размисли за тоа што тоа е печат на нас. Сите реклами што ги правиме се печат на нас. И затоа во тој поглед би размислила искрено дали и кого би рекламирала кога би дошло до таква некоја ситуација.
Да, многу го поддржувам твоето мислење и го делам, затоа што некако се сведе, Инстаграм се сведе само на тоа да го гледаат како заработка и не е само во инфлуенсерите кои што рекламираат мода и така натаму, во последно што беа и скандалите со овие брзите кредити, туку се злоупотребуваат и деца на поинаков начин, значи нешто што е нешто за кое што јас сум многу гласна, нешто против кое што многу говорам, иако јас имам бизнис кој што продава детски производи, се трудам да не го ставам никогаш фокусот на децата, туку на самите производи, значи се трудам бизнисот на тој начин да го водам и така ги рекламирам моите производи. Значи ако ме означат на стори, секако дека ќе го споделам, затоа што тоа е право на родителот кој што го ставил тоа стори, кој што ги купил моите производи, но конкретно моето дете јас никогаш не го користам во рекламирање на моите производи, затоа што сметам дека е тоа погрешно. Што се однесува исто така и за инфлуенсерите, мислам дека веќе во последно време луѓето тој збор го сваќаат на малку поинаков начин, имаме промена тука, како да се заситија од сето тоа рекламирање и бараат буквално луѓе како тебе, кои што можат да им пренесат некакво знаење, а кои што нема постојано да им наметнуваат реклами и промоции и така натаму, затоа што како што спомна и самата, посебно младата популација од 20 до 35 години се повеќе се пренасочува на тоа свесно живење и можности и начини да си го унапредат животот кон подобро. Јас тоа за среќа се повеќе и повеќе го гледам и многу ми е драго. Секако го спомна Facebook. Facebook е една црна дупка која што гледам се помалку и помалку да ја посетувам, затоа што ме ужаснуваат коментарите, буквално од секаков тип, и мислам дека таму останала таа една 40 плюс генерација најголем дел. Се останато бара еден попозитивен, помирен, помалку стресен начин на живот. Навистина си едно освежување на сцената на Инстаграм. Многу ми е драго и самата како што спомна дека има и многу фейк профили кои што шират некоја порака, но не ја шират до крај и повторно гледаат да заработат некако. Нема ништо лошо во тоа, треба луѓето да заработуваат, но не со работи кои што самите не ги користат и самите кои што не им се корисни. Значи, јас секогаш кога ги следам некои профили, сакам да видам автентичност. Ако ти го користиш нештото, тогаш во ред, рекламирај го. Ако не го користиш, не да го рекламираш. И секогаш и за мојот бизнис, кога соработував со некои луѓе, сакав да ги видам да ги користат. Ако ги користиш, во ред. Ако не ги користиш, затоа што знаеш како е. Јас сум малце и од другата страна, мене ме контактирале инфлуенсери да им испратам производи. Не се согласувам секогаш, затоа што има луѓе кои што тоа навистина го прават само за бесплатниот производ, а не за суштината на рекламирањето. Јас имав неколку соработки конкретно за дневникот со инфлуенсерки кои јас ги контактирав, кои сметав дека се во тој муд, да речам, значи се прават такви ствари, ама многу добро знам дека мислам на крај на пола од нив дневникот им е негде во некоја џоше стаја, не се ни користи, ама не е ни битно. Исто и мене ме имаат контактирано да им испратам примерок, што страшно ме нервира. Кај една девојка оценив дека на многу културен, фин начин, без препотентност, без јас сум сега нешто и сакам да ти го рекламирам дневникот, толку беше приземна, толку се потруди девојката и испратив примерок, би испратила уште 10, нејза. Да ги има така за спомен да ја седат, а на некој друг што ми имаше пишано, значи на толку некој несоодветен начин тоа беше напишано, немаше поента, не ни сакав. Затоа што, например, некој што сака такви ствари, сам ти го нарача дневникот, имаше и такви случаи што некои инфлуенсери што бише се некој поим на Инстаграм, сами си го нарачаат дневникот, го споделија затоа што го користат, затоа што им е корисен и затоа што виделе некој бенефит од него.
И тоа ми е мило. Тоа е, мислам, подобра реклама, отколку само тие што еднаш го изрекламираат и стои некаде така. Не се ни користи ниту ништо. Точно. Значи, тука сме на Да. бранова должина. Да. Сите што имаат мали бизниси, посебно ги ја користат и платформава Instagram за комуникација со инфлуенсери и потрошувачи, се соочиле горе-долу со истото. Секако сите доаѓаат тие од различни области, да речам, инфлуенсерите, кај мене се повеќе мајките со со децата. Кај тебе се те возрастни личности и не знам навистина за кого е потешко да се разбериш дали со мајка на мини инфлуенсерче или со возрастна личност која е сама инфлуенсерка. Мислам, двете се комплицирани. Да, конкретно еве на тема инфлуенсерски маркетинг, на почетокот кога сега веќе морам да кажам дека не праќам PR пакети на никого, затоа што заклучив дека не се толку исплатливи. Повеќе потрошувачи дошле на мојот профил и на мојот вебсайт, каде што ги продавам производите преку реклами платени на Инстаграм, посебно на Facebook ретко, но имав и 2 пати на Facebook, отколку кога испратив минатата година PR пакети. Последен пат кога испратив PR пакети беше во мај минатата година, значи скоро пред една година, и од тогаш немам испратено на никого, затоа што навистина не се исплаќаше. Тоа јас го имам приметено, дека и јас имам пуштано реклами, најчесто за дневниците и на Upwork постови такви некои. Така. И точно, значи повеќе се исплаќа да пуштиш реклама, отколку да пуштиш пакет или производ, посебно на така некоја личност што знаеш дека тоа ќе биде во моментот само и ништо, од тоа нема ништо. Тоа е поисплатливо. Апсолутно. Да. Добро, во иднина ми кажа каде се гледаш, подетално дали сакаш нешто за тоа да споделиш и што те прави среќна најмногу. Во иднина би сакала и настојувам на тоа да останеме овде, затоа што, како што викам, ова ми е град или општо затоа што Сопот е како измеѓу 2 града, Гдански и Гдиња, и тие ги рачунат како еден, се викаат Tri-City, се поврзани дури и со велосипедска патека, многу брзо се стига од едниот во другиот град. Во било кој од нив би се гледам во иднина да живеам, посебно во Сопот. Се гледам, како што кажав, би сакала да видам успешен Upwork ментор, затоа што тоа ме прави многу среќна кога другите луѓе имаат резултат, нема да кажам благодарение на мене, затоа што мои се само советите и можеби делот од техничко знаење. Пак секој мора сам да седне, да работи, да се труди, да се посвети. Значи, мило ми е кога им помагам на луѓето, тоа ме прави многу среќна, дури да немам и најчесто ниту сум имала некаков финансиски фидбек од тоа, туку ми е, едноставно тоа ме прави среќна. Во иднина би сакала да имам искрени сладкара и тоа е еден дел што многу ми е интересен да го правам. Имав некој план за летово, за овде, нешто така во врска со палачинки, вафли и слично, затоа што овде тоа многу барано, ама немав можност. Се надевам дека во иднина и тоа ќе го реализирам, затоа што и се што е во врска со готвење, со торти, со такви ствари, исто многу ме исполнува. Значи, во иднина се гледам да имам некоја сладкара овде, да имам штанд за вафли и се тоа да си оди на Upwork, Instagram, све што е во позадина паралелно со тоа. Уште неколку работи што ме прават среќна се нормално семејството. Значи, ние општо сме сите многу поврзани. Значи, буквално во секој момент знаеме кој што прави, каде, што треба да направи. Ако тоа не се случи, одма се мислиме зашто не е така или... Значи, семејството, пријателите, кои за жал од многу што се труделе да ми бидат пријатели, останале само 2-3 девојчиња што можам да ги наречам стварно пријатели, книги, патувања, нормално дејан со отпругот секојдневно, кучиња, деца, значи природа, тоа е тоа. Мислам дека и тоа на сите треба да ни биде поентата на животот, затоа што сите ствари што ги добиваме материјално се во моментот, е некоја среќа моментална која поминува. Значи, мислам дека толку се сите ствари станати достапни, што и да добиеме материјално не задоволува во моментот и толку. Да. Од утредната ништо како да сме го имале тоа цел живот. А овие други ствари што секојдневно може да не направат среќни, вредат многу повише отколку се што е материјално. Апсолутно се согласувам. Многу импресивни планови. Ти посакувам успех да си ги исполниш сите планови. Ова значи дека не планираш да се враќаш во Македонија? Или? Искрено, за сега не.
Така, но Мислам, планираш бизнисот да го прошириш и тука со планерите и Upwork, да, значи тоа секако си стои, тоа секако е и повише работи што се тераат онлайн. Со дневниците, пакување и такви работи за сега ми ги тера мајка ми и татко ми, ама и тие имаат план да дојдат овде, што е поскоро да се преселат, така да ќе треба некако да најдам некој што ќе ми ги тера тие ствари во Македонија. Искрено, сега сме во можност, затоа што работиме фриленс, работиме од дома и сопругот работи се уште во македонска фирма од дома, тука, и не сме ограничени со одмор, со денови. Би сакала, додека сме во можност, што е почесто дојдеме во Македонија, да се гледаме со нашите, затоа што во иднина, ако би имале деца, нели, училиште, едно друго, би биле поограничени. А искрено, не знам какво чудо треба да се случи, или не дај Боже нешто да се случи, да сме приморани да се вратиме. А иначе да имам желба, и секој што го викам за жал, не, зашто сите сакаме, нели, да сме таму кај што ни се сите блиски. Тука моментално живее брат ми исто со сопругата и тие ни се единствените личности што ни се овде блиски. Сите останати се во Гостивар. Јас. Ама кога другите ствари во животот не ни се, нели, не се како што треба, и залудно е и тоа и блиските ни се блиску. Затоа што пак животот треба да се живее. За џабе ние да седиме секој ден и да се тераме муавет, нели, да речеме сите сме тука, ако основните ствари не ни се средени во животот за во иднина. Така е. И затоа, за жал, за сега не планирам. Така. Апсолутно. Многу сме слични инаку, да, за поглед на семејството, целосно те разбирам. Значи, и јас сум таква со сите од моето семејство, односно сите ние сме такви, постојано сме поврзани, сите знаеме кај сме. Да. Многу ми се допаѓа тоа, браво. Еве како за крај сега една твоја порака до сите кои што не слушаат. Најголем процент што не слушаат се млади жени и девојки на возраст од 18 до 35 години, но верувам дека тука има и по некое машко, така што една универзална порака за сите би рекла. За сите од мене една порака што не знам, тоа и мене ме води во животот. Прво, сите да бидат искрени, да бидат своји, да си ја гледаат својата работа и својот живот, затоа што на крајот од денот сите тоа го правиме, а често луѓето имаат проблем зашто не се вклучени во плановите, во одлуките и слично, на крај секој си го тера животот како што сака. Да останат автентични, да не потпаѓаат на сите овие некои правила, што викам ја не лебдат во воздухот некако во општеството, некои правила по кои сите треба да се водиме. А тоа е да се омажиш, да се ожениш, да имаш дете, да се вработиш евентуално во државно, а ако ти имаш некој друг план, никако не смеш да го реализираш, затоа што нели тоа не е по план, а не треба да е така. Ако сака некој да има дете, нека има, ако не сака, не мора да има. Има и други работи во животот што ги прават луѓето среќни. Мене најмногу ме нервира тоа живење по шема, затоа што колку луѓе има на планетава, таман работа сите да живееме исто. Значи тоа не е возможно, прво не сме сите исти. Затоа најголем успех во животот е сите да живеат онака како што сами сакаат, без ничиво влијание и да бидат среќни. Некако акцентот на животот во денешно време се става што повише некој да има материјално богатство, што повише да се докаже, што повише да носи марки, да оди на екзотични дестинации, а внатре се сите празни. Значи најголем успех во денешно време е да живееш како што сакаш и да останеш среќен, затоа што сите други ствари се небитни. И мислам дека тоа е најголемата порака, да пробаме сите да бидеме среќни, без разлика што кој и како и дали воопшто ќе каже. Јас секогаш викам, кога некој ќе ми рече, па не ти е гале што ќе речат луѓето, не, ја нема да слушнам, ќе речат сами. А ако ми речат мене, ја многу добро знам што треба да им одговорам или да им објаснам, нели? Ако се секиравме сите што мислат луѓето. Колку добро кажа. Значи нема ниту да слушнеме што некој мисли. Да. Мислам дека тоа е проблем на, за жал, повозрасните генерации. Пак ќе ги спомнам, сакам да ми се лутат 40 плюс. Нашите генерации помалку се секираат за тоа што рекле други. И мислам дека во тоа е убавината што во одреден период од животот, во дел, да речам, додека не станеш свесен дека не треба да ти е гајле, се секираш на вистина она наметнатото од претходните генерации, што ќе рече овој, што ќе рече оној, но кога ќе сватиш дека на вистина не треба да му се правдаш апсолутно на никој друг освен на себе си. Тоа е тоа. Не знам дали ја следиш Ана Бучевич, често објавува се скоро нешто од неа. Имаше скоро некој семинар и ги праша сите што присуствува као дали би го живееле животот на вашите родители, затоа што нели сите некако подсвесно очекуваме потврда од родителите за нешто што сакаме да го направиме, за начинот на живот, а
нели нашите ставови и размислувања многу се разликуваат од нивните, посебно во тоа време кога тие биле на наша возраст. И скоро никој не одговори дека би сакал и вика тогаш зашто барате потврдување од родители, мада поентата ми е мене друга, од родители кои најверојатно не го живееле животот како што би го живееле вие. Истото и за сите луѓе. Зашто сакаме потврда од луѓе кои прво ниту ни се допаѓаат, ниту ние сакаме нив да им се допаднеме, а ниту го живеат животот како што треба. И тогаш зашто да ни е гај? Не треба да ни е гај. Воопшто, автентичен живот. Секако треба работа да се стигне до таму, треба многу едукација, посебно на младите генерации, а јас викам и едукација и на повозрасните треба. И посебно на повозрасните. Посебно на повозрасните, затоа што барем мои веве се трудат стварно да не стигнат и мене и брат ми во размислување, во начин на како го гледаат животот, затоа што гледаат дека поинаку не може. Ако сакаат да бидеме она нормално блиски, да биде секако што треба, мора и тие да се трудат да работат на себе и на ова, пак ова и некое ново време и за нив. И мило ми е што е така, затоа што многу имаат проблем со родителите, затоа што не ни сакаат да ги сослушаат ако имаат некој нов став или некое ново мислење, што е многу жално. Точно. Апсолутно се согласувам со тебе. Ти благодарам многу. Можам словно да кажам дека ова ми е најомилената епизода до сега, затоа што навистина имаме исти ставови, исти размислувања и се пренесе една многу убава позитивна порака во оваа епизода. И секоја чест на сите твои успеси и планови и се што имаш до сега постигнато и се што планираш да постигнеш. И ти посакувам многу успех во иднина на сите планови. Фала ти многу, фала ти на поканата уште еднаш. Ова ми е прво вакво искуство. Супер, одлично, баш ми е мило што имаш шанса и ова да го искусиш и секако нели ти веќе имаш искуство и со вебинарите си изборувала пред многу повеќе луѓе, така да ова беше само уште еден додаток да речеме на тој свет. Добро, Адри, ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Ти посакувам убав ден и секако се надевам дека пренесовме една многу убава порака на сите кои што не слушаа. Фала ти тебе, исто јас се надевам. Тоа беше целата поента. Се слушаме во следната епизода на Femcast.